Граѓаните кои се движат од градот кон Полаки и другите села во Рицко-планинскиот реон сведочат дека речиси секое утро дрвокраци со колички автомобили и приколки со секери, рачни моторни пили се упатуваат кон наблиските шуми за со нелегална сеча да се снабдат со огревно дрво. Некои тоа го прават затоа што немаат пари да се купат, а други заради профит од продажбата на овој огрев. Има крадат. Тоа нема никаков закон, нема. Што? Нема и крадат, кој што му треба, крадне. Па со сколи, со моторки. Па има полиција, ама и на толку презима мерки. Бизнисот со огревно дрво во последните години станува еден од највносните во државата, бидејќи во општиот хаос најдобро се сноѓаат тие што ги касапат слабо заштитените шуми. Шумски полицајци и шумочувари има многу, ама местното население од планинските и подпланинските села коментира дека Плачковица безмилосно се соголува, дека во районот на селата Лешки и Јастребник на Осоговските планини се прават голосеци, дека кон Мегданот се сече се што може да гори. Моторни пили ечат по кориите, ама тие што треба да ги слушнат и замолкнат ги нема на терен. Присутна е и појавата на приватни фирми да купуваат делови од кории од приватни лица, но кога сечат неретко зафаќаат и други незаштитени шуми. Како тргнало, неконтролираната сеча брзо ќе доведе до додатни климатски промени и до нарушување на природната рамнотежа, што може да има и долгорочни еколошки последици во регионот. Тоа што е парадоксално е фактот дека за бесправната сеча многу се зборува, а одговорните за чување на шумите никако да излезат по некоја успешна акција за спроведување со дрвократците. На терен, велат познавачите на состојбите, царува подмитувањето и корупцијата, што значи дека неконтролираната сеча најверојатно се одвива организирано. Цената на просторен метар огревно дрво на црно се движи помеѓу 1500 и 2000 денари, што им одговара и на купувачите и на дрвократците.